На пресконференција денес во Битола, во спортската сала Младост, ракометниот клуб Пелистер го пушти во употреба својот нов пресцентар. Општина Битола во соработка со јавното предпријатие Комуналец Битола и ракометниот клуб Пелистер успешно го реализираа еден од зацртаните проекти за реконструкција на спортската сала во Битола. Од страна на раководните клубски структури презентирана функционалноста на единствениот пресцентар во овој спортски објект, наменет за спортските организации кои се дел од овој спортски центар. Ланска година 2014 со одлука на Совет на општина Битола во програма на ЈП Комуналец и овој објект го превзедовме, она што значи хигиена и јавна чистота на одржување, но и покрај тоа што ЈП Комуналец го одржава тој дел, заеднички со општината беа превземени низа активности околу уредување на овој објект, кој навистина беше запоставен, руиниран. Оние наши сограѓани кои што имаа можност и прилика да бидат присутни на последниве неколку утакмици, навистина позитивно беа дадени коментари во она што значи внатрешно одржавање на хигиената на објектот и понатаму ќе преземеме низа други активности да сепак овој објект, иако во години е релативно стар објект, но да го вратиме онај сјај кој што го имаше од пред 30-40 години како објект. Друго дополнително би сакал да кажам, значи заеднички со општината успеавме да оваа просторија ја оспособиме за пресцентар на сите спортски клубови. Значи ќе напомениме, ќе можат понатаму сите спортски клубови во општина Битола да ја користат за нивни потреби оваа просторија, како што ги користат и сите останати простори во овој објект. Заеднички ќе се потрудиме сите да го вратиме и сјајот на објектот, но и да го вратиме спортот. Координаторот и член на управниот одбор на ракометниот клуб Пелистер, Стефановски, акцент стави на сериозните градежни зафати на дел од просториите кои се во употреба на ракометниот клуб Пелистер, но и на самиот спортски објект. Еден новитет за нас, една нормална работа за цела Европа и за целиот свет. Од сега понатаму ќе бидете вие медиумите, ќе имате простор ваш за работа овде, тоа е од една страна, друга страна ќе имате на располагање после секој надпревар на домашен терен. Тренерот нашиот Игор Николовски и со еден од играчите по негов избор ќе ви биде достапен за коментари, за прашања, значи после секој надпревар ќе повелите овде, повелете на разговори така натаму. Ќе се обидиме исто така и со противнички некои тренери и така натаму играч и тоа да ви биде достапен. А јас лично ќе се потрудам ова да го изложам на Ракометна федерација и да биде задолжително за сите надпревари секаде низ Македонија. Како би добило ракометот уште повеќе на популарност и да почнеме да работиме како што работи целиот свет. Ракометниот клуб Пелистер во недела од 18 часот на својот терен ќе го одигра надпреварот од 10-тото коло во Суперлигата на Македонија во машка конкуренција, каде за противник ја има екипата на Прилеп. Имаме важна утакмица со ракометниот клуб Пелистер. Се надевам и очекувам да извојуваме победа и да се приближиме кон горниот дел на табелата. Мислам дека сега ниди еден добар распоред. Имаме реални шанси за да го фатиме приклучокот за горниот дел на табелата и да и постигнеме тие резултати што се очекуваат од нас во наредниот период. Мислам дека за утакмицата недела, мислам дека екипата е спремна, мотивирана и очекувам да ги освоиме трите вода. Во пелагониското ракометно дерби, како што наведе стручниот штаб на Пелистер, официјално капитенската лента ќе ја понесе Васко Димитриевски. Претходно лидерското место во тимот го имаше младиот репрезентативец на Македонија, Стефан Дрогишки, кој ќе има улогата на помошник капитен. Јас како еден нов стар капитен на ракометниот клуб Пелистер, ве поканувам исто како Игор Недела да дојдете, а не бодрите, а ние играчите ќе се погрижиме што подобро да се представиме пред нас и да ја продолжиме та низа на победи и да оди клубот во што погорна линија и се надеваме на еден плей-оф за да почнеме да го фатиме тој приклучокот како што беше минатите години. Еден излез во Европа и натаму и натаму. Од клубот уште еднаш ги отфрлија шпекулациите за двата ракометари на Макс Струмица, поземениот играч на Пелистер Александар Босеовски и битолчанецот Дејан Пецаковски, за нивно можно доаѓање во битолскиот клуб, но не отфрлаат можноста за трансфер при расчистување на клубските обврски со моменталниот клуб во кој играат и по проценка на стручниот штаб.